Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Јас пред да почнам со гостинот за предвиден за денес, би сакал да кажам добре дојдовте на сите во моето студио, а моето студио се нарекува Zoom. Зошто го нагласувам ова? Ова го нагласувам затоа што додека другите опремуваат студија, јас инвестирав во ваков тип на технологија затоа што моите досегашни подкасти се 100% на онлайн, значи се на растојание. Така што благодарност до сите членови на каналот Татунчо кои што со скромните прилози ја овозможуваат оваа техничка можност. Воспротивно или секе беше во зависност од студијата, можностите на гостите да дојдат или да не дојдат, така што сметам дека вака можноста да се угостат луѓе од сите меридијани е неограничена. Денес имам честа и задоволството да го угостам Алек од МК Метал по прв пат на каналот Татунчо. Алек, добре дојде. Здраво, фала на покана. Алек, значи за луѓето кои што можеби не знаат зашто ќе станува збор, што е МК Метал, значи малку историјат на платформата која што ние знаеме МК Метал. МК Метал е заедница, беше заедница од почетокот 2001 па негде таму до кај 2010. Значи 2001 е каналот на Мирц. Мислам дека го направија Пецо Данајловски, сегашниот уредник, и Марко Боцевски тогаш. Јас тогаш бев само член. И тоа многу покасно од 2001 се приклучи. 2002 е почнат МК Метал како форум, кој што имаше неколку илјади членови. Мораше да се регистрираш за да пристапиш до било каква содржина. И тогаш во тој период, како платформа на интернет, мислам дека беше единствен сајт како еден вид метал заедница, иако таму имаше луѓе од различен калибар. 2003 Пецо се обиде да направи еден вид вебзин, тогаш кратко го прекрсти МК Метал во Блицкриг. И 2004 пак портал се пушти како портал МК Метал, во кој што беа интегрирани и форумите, а имаше и онакви секции за новости, рецензии и така натака и така натака. Значи тие некои негови формативни години од 2001 до 2004 за МК Метал зборам, ако ништо друго, доведоа до две многу интересни работи. Првата беше концертот на Вейдер на Кале, кај што беа предгрупи Таймсент од Куманово и Сињак од Скопје. Тоа беше онаква чиста ентузијастичка иницијатива на неколку членови од форум. Исто што е многу важно, не се сеќавам дали беше 2004, мислам дека 2004, исто така екипа, горе-долу истите луѓе што го правија и Вейдер, ја формира, мислам дека, не знам дали беше прва македонска метал издавачка куќа, али не е ни тоа важно, Metal Forge. Нивно прво издание беше првиот албум на Нихилис 2005. После тоа порталот си функционираше до 2009. 2010 двајца негови членови, Далибор и Милан Насевич, браќа се, направија нова верзија која што интегрираше идејата патологија. Еден вид рецензирање албуми, значи се собираа они екипа од неколку луѓе и рецензираа исти албуми секој месец. Не знам, 5 луѓе рецензираат 5 албуми со различни мислења. Што за мене до тој период, а можда и до денес, како идеја, ја не сум начекал нешто такво. Да се собере цела екипа, сите исти албуми од различен пристап и различен вкус да ги рецензира. После работите спласнаа, значи она беше тотал, сега. Дали беше 2009 или 2010 се роди уште една иницијатива преку форумот на МК Метал, тоа беше групата Бригада. Они беа побројни и тоа беше еден припейд модел на луѓе кои што
ентузијасти даваа пари од джеп, мислам дека као сите даваа иста сума. Сега, например, сите по 1000 денари. И после се договараа за да организираат концерти, кој бенд да го донесат. Така се донесоа уште еднаш, втор пат Вейдер во Скопје, Ancients од Белгија, Алогија од Србија, Onslaught од Велика Британија, Мардук, Torture Squad. И после тоа имаше онака тотален пат, воопшто никаква активност, многу ретко некој ако напишеше некаква новост на МК Метал, до 2012 кога со Пецо разговаравме и ми рече, знаеш, ајде, бујрум, работи го. МК Метал го работев од 2012 до 2021. Значи, без никаков прекин. 2021 не знам, имаше некои технички глупости со сајтот и требаше да се направи нова верзија, која што и сега ја чекаме. За што е задолжен Пецо, па затоа сега решив пак да го продолжам, барем на Facebook, додека да бидне новата верзија. Значи, тоа е така еден, ете, колку има, од 2024 години. Так. Метал приказнат. И сега, можам подетално да зборам за периодот од 2012 од кога сум јас. Значи, идејата ми беше не само да има вести за случувања по светов, туку да се посвети внимание на локални настани, локални бендови и регионални, во што мислам дека многу добро се успеа, бидејќи во тој период, особено од 12 до 21, тие 9 години, мислам дека МК Метал немаше пропуштено да информира за ниту еден настан. Не само за МК Метал. Дури и за панк, дури и за хардкор концерти. Во тој период, уште од почетокот на 2012, дојдов на идеја за интервјуа. Стварно не знам дали се направија стотина интервјуа, што со локални бендови, што со светски бендови. Еве, не знам, луѓе што следат метал знаат. Само со Мастер имаме 3 интервјуа со Пол Спекман, кој е феноменален човек. Ден Свано од Edge of Sanity, кој што исто така пееше и Утерион, за оние што се малце поупатени. Многу интересно во тој период е што некако МК Метал се проби низ некои канали и почнаа да пишуваат луѓе од регионов. Кој има бенд, па сака да му се напише, не знам, некаква рецензија, некаква вест, во смисла излегол албум, излегол спот, излегла песна, било што. Мислам дека дури и за регионални концерти објавувавме настани, содржини. Имаше пар бендови од регионот што ме привлекува, па правевме огромни интервјуа. И тука, сега вака како што доаѓаат работиве, ја не можам баш да ги наредам у конец хронолошки. Дали беше 2013 или 2014, Пецо пак му се роди онака желба за организирање концерти, нешто што пак буквално сам го туркаше и си го покривавме преку МК Метал. Тогаш донесе и он доста бендови, не знам, од Србија имаше куп бендови, не знам, Deadly Mosh, Itself од Бразил, беа на турнеја, беа овде. Ама почнаа да доаѓаат се помалку и помалку луѓе, така што имаше таков период некој која буквално не можеше да се одржи тоа економски. За профит не правиме муабет, бидејќи тоа било последното нешто што некој воопшто помислил. Поентата беше да биде одржливо, организираш концерт, од карти ги плаќаш трошоците и тоа. Така, во Македонија нема мејнстрим сцена, значи фактот дека некој нешто направил за алтернативната сцена е само доказ за ентузијазмот кој што тие луѓе го поседуваат.
Сега, бидејќи јас многу пати на овој канал сум кажал дека сакам да бидам едукатор, дека сакам да бидам дивулгатор и споделувач на информации, би сакал малку повеќе да зборуваме и за она што значи специфичен, значи металот како специфичен музички израз. И затоа за оние кои што мислат дека метал музиката е само Iron Maiden и Metallica, затоа што тоа може да се види по мејнстрим медиумите, телевизија и радио, би сакал да почнеме од тоа, почетоците. Значи, пред некое време почина Ози Осборн, кој што го сметат за татко на метал музиката. Дали навистина да Black Sabbath и Ози Осборн се почетоците на метал музиката и како од хард рок преминува, значи звукот станува потежок и може да се нарече метал. Значи, супер интересно прашање, само што јас би го одговорил на сосема друг начин, нестандарден би рекол. Никад не бев заинтересиран за тој хронолошко-историски след на настаните каде е, и јас ја имам. И во моја глава мислам дека Black Sabbath го родија тој тежок риф и она што понатака се разви у метал. Ја ќе кажам поинаку. Значи, за мене секојаш бил и ќе биде металот, и треба да е бунт. Не е металот излезен како уметност заради уметност. Не е она естетика за уво или естетика за очи. Пошто ги спомна Black Sabbath, доволно е само да ја спомнеме Warpix песната. Тука има се гази по политичките граници, границите на политичкото и филозофското. Значи не е далеко од тоа да збориме за нешто, не знам, партиско, лево или десно. Песната не само што е антивоена, али окей, и Black Sabbath па влечат корени и од рок и од хипи движењето тој период, чисто главен фокус тој период беше Виетнамската војна. Така што тие две сцени беа против тоа. Генезата понатака, што се развива од Black Sabbath и како се развива, за мене е сосема неважно колку е металот жанровски разгранет или богат, зашто не е таму суштината и убавината на правец. Она што го спомна ти за многу луѓе дека метал е Iron Maiden и Metallica, јас сум многу критичен за тие ствари и мислам дека огромна вина за таквата перцепција, пошто децении се поминати. И во тие децении постојано да стои таа една иста слика што е метал, со тие некои клишеа и не знам предрасуди, тоа не може да е само вина на тие што така го перцепираат. Тоа е вина на тие што буквално немале способност, капацитет или интелект да го представат како што они го доживуваат. Знаеш, лесно е да им се смееме на луѓе што мислат дека металци се сатанисти или не знам што. Во моментот кога се смееме и ние сме одговорни за таа слика. Имаше дури една поранешна влада упатства за тоа кои се девијантни однесувања и значи слушањето на метал музика беше дадено како пример на девијантно однесување. Да, и гледаш, нашата реакција е таа. Иако, ова е многу интересно. Кога металци, без разлика дали тоа се, не знам, менаџери на бендови, издавачки куќи, портали, списанија, сами бендови, кога комуницираат со таа, како да ја кажеме, затворена, со тој затворен метал печат, дискусијата е поинаква. Кога ќе добијат прилика да се обратат на некаков медиум кој што е нели по-комерцијален, по-општ, тогаш сите ја валкаат таа иста приказна. Не знам, тој историски приказ, не знам, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, ништо не се кажува со тоа. На крајот на краиштата апсолутно е неважно кој бил прв. Апсолутно е неважно кој го почнал, апсолутно е неважно као на времето, овој бенд тие први воведоа клавиатури, овие први го направија тоа.
Мислам, вредноста на металот мора да е движење. Бидејќи е субкултура, мора да е движење. Не е мејнстрим. И ја нема целата индустрија за себе. Иако ќе стигнеме покасно до тоа денеска е сериозен проблем. Значи, пак повторувам, таа неинформираност и таа затвореност на метал заедницата го направи тоа што е. И си ја упорно си ја одржува таа слика за себе. Не сме мрднале ние. Значи, според тебе и вината е на самата метал заедница за таквата слика? Вината е од 90%, ако не и повеќе во самата метал заедница. Што не успеа да каже што сме ние. Зошто свириме, зошто пишуваме, зошто целата приказна е таква каква што е. Кис, ете. Веројатно мислам, може некој болje знае од мене. Они се првите што се шминкаат, така. Значи, таа шминка во тој период, во тој општествен контекст, имала некакво значење, некаков отпор кон нешто. Не е тоа шминкањето само глупа естетика, нешто што денеска се прави особено во блек метал сцена. Она со корпс пейнт и така натака. Што, ајде, ја не викам ни дали е добро, ни дали е, ќе се изземам од својот став за тоа. Зошто е тоа така? Зошто никој од нив никад, јас сум гледал пар документарци, кај што има она, опфатен е баш тој блек метал правец, опфатено е она од 90-тите палење цркви горе у Скандинавија. И сега, кога е во затворена заедница, кога металци зборуваат со металци, они ќе си објаснат зашо е така. Ако ги праша некој надворешен, кој што нема врска со метал, или медиум кој што не го третира металот, тогаш си играме некаква глупа политичка коректност или неутралност. И пак се враќаме на истата приказна, па блек металот е ваков, го основале тие, мислам, факов. Дефинитивно. Сите што се у метал, сите сме ние одговорни за таквата слика. Сега, кога спомна бунтот, ајде и тоа да го отворим, пошто мислам дека е доволно провокативно прашање. Бунтот, го спомна бунтот против политичкиот естаблишмент, против војната како таква, но листата мислам не завршува тука. Бунт против што друго? Бунт против се, бидејќи ај малку да го израмниме металот и со сите други музички правци. На крај крајава металот е музика кој секоја друга музика. Во доста музики, јас сум мојот формативен период на слушање музика е, ја доаѓам од анархопанк сцена. Така што таму политичкото е во главниот фокус на целата музика, на целиот правец, бидејќи не завршува се на земање гитара и оставање гитара. Таму имаше ангажирани бендови, луѓе кои што се активисти. Сега, и ова морам да го објаснам тука, пошто, ајде, активисти денес кој ќе се спомне, денешниот контекст на тие работи е апсолутно, не знам никако да го не деформираме. Кој ќе кажеш активист, одма имаме некакви асоциации на она што масовните медиуми ни го нудат. И јас сум бил дел од тоа, јас сум бил дел од акции кои што никој не ги плаќал. Немало никаква врска со пари, имало врска со идеја и со став. Не знам, Макдоналдс кога го отворија, анти-Макдоналдс акции, еколошки акции, колку едноставно сме делеле флаери, имаше исто една екипа која што правеше, пази, ова е пред 20 и кусур години. Од сопствени пари се правеа платнени торби и на нив имаше некаква еколошка порака. Уште пред 20 и кусур години. Значи, анархопанкерите го правеа тоа како некаква иницијатива. Денес тоа што е? Бизнис. И денеска екологијата стана тежок бизнис. Сега ќе се вратам. Ајде, тоа е панкот. Ја у метал навлегов негде средно. Рокот да го земеме. Што е Pink Floyd ако не е отпор? Кон апсолутно се. И против капитализам, и против тој британски конформизам. Империализам. Да, апсолутно. Значи, нема правец каде што нема некаков отпор. Дури, ај да не се враќаме класика.
Дел од класичната музика е бунт и ако нема текст. Ја тоа не можам да го сватам, како металците дали не го сваќаат само за себе, или како го сваќаат, ама тоа си го кријат и не го кажуваат на никој друг. И пак цело време не враќа тоа на истата точка, на сликата за металот. Значи, металот е и треба да биде многу пополитички, а не го девалвирам значењето на музиката како таква. За мене, без разлика каков бенд си седнал да пишуваш текст, си замислил некаква визуелност која што ќе отсликаш преку омот на CD, плоча, било како, преку спот и преку музика. Апсолутно посветуваш внимание на и се е важно. Важно е и што сакаш да кажеш, важно е и што сакаш да отсвириш. Ние не можеме да кажем, што е важен текстот, како не е. Или имаш еден куп бендови кои што, нас политика не интересира. Чеки, како не те интересира политика? Не знам, си напишал 10 текстови за нуклеарни војни, за загадување. Што е екологија? Не е политичко прашање. Она што мене ми изненадува е таа специфична естетика на грдото. Ги спомна спотовите и текстовите и спомна изразување на еколошки свесни работи. Например, само ќе те потсетам дека се изгуби сликата, значи ако можеш тоа да го средиш. Да, приметив. Значи, во меѓувреме ќе го поставам прашањето, значи, ако имаме представа на нуклеарен холокауст, ако имаме представа на распаднати тела, значи на се она што таков еден нуклеарен холокауст го носи со себе, и нормално тоа е еден вид естетика на грдото, не може да биде естетика на привлечното за очи гледање, ама ако не се употреби таа естетика на грдото, сите ние ќе мислиме дека музиката треба да биде црчкање на птици, некаква убава хармонија која што укажува на тоа дека живееме во некаква рајска градина. А, деновиве, ако не и денес, горат пеколни огништа околу Скопје, и јас мислам дека не може некој со музиката на Вивалди да го представи тоа, но со музиката на еден квалитетен метал риф се представува тоа. Да, апсолутно. Значи, многу интересно ова. Иако има како две страни, паричка со две страни ми е. Естетиката на грдото, супер што ја спомна. Да, она треба да испровоцира мисла, треба да испровоцира прашање, треба да испровоцира и провокација. Да се запраша нешто, зошто е тоа така, меѓутоа. Апсолутно сложено. Проблем е што, моје мислење, дека последниве 20 кусур години, естетиката на грдото, особено во метал заедницата, стана како уметност за себе. Како металците, ако ќе излезе некое издание, да очекуваат веќе да го гледат тоа. И веќе да не размислуваат зошто е тоа такво, туку едноставно имаш и уметници кои што постојано го цртаат тоа на тој начин и веќе самите почнуваат, веќе металот станува бизнис. И мислам дека тука си ги сече корените и дека во тој контекст го има изгубено контактот со, неќам да го изворно нека биде, со изворниот метал, со изворниот израз. Изразот веќе се губи. И така што естетиката на грдото станува за металците нешто очекувано. Очекуваш да излезе нов албум на Cannibal Corpse, унапред знаеш дека ќе има, не знам, коски и крв. И таа приказна на дискутирање зошто е тоа така, одамна е завршена. Одамна ја нема. И кога одамна ја нема, кога никој нема јавен збор околу тоа, логично е да очекуваме луѓето кои што не се дел од тоа, да го гледаат тоа на идиотски начин. Не разбираш? Значи, да, ја не сум да се прекине тоа. Меѓутоа, ако го фураме на тој начин, да го фураме јавниот збор, да кажуваме зошто грдото е такво какво што е, зошто така го представуваме, зошто се користат символики во текстовите. Знаеш, Крис Барнс тоа многу често го имаше порано у Six Feet Under. Со мртвите кај него мртвите се некаква символика за луѓе кои што, условно рече, не се освестени за нешто.
Feasting on the blood of the insane. И сега, ако ти тоа не го објасниш на некој друг начин, тоа ќе остане само тоа. Само грд збор. А металците ќе си очекуваат уште погрди, уште потешки зборови. Иако не треба да одиме многу да ги бараме тој тип на естетика само во метал музиката и текстовите, еве јас ќе дадам еден пример. Поезијата на Едгар Алан По и уште повеќе поезијата на Шарл Бодлер, направена во значи 19 Лотремон, немој никако да го забореш. Така, значи направени одамна, кога музиката, метал музиката во таква форма не постоела, а совршено се лепи на овој тип на музичка естетика. И очигледно дека тој тип на бунт постоел и во минатото и бил изразуван, иако во текстуална форма, на речиси идентичен начин. Да, ама го имате другите правци, сети се на Rage Against the Machine. Првиот албум. Човекот што се самозапалува, но он е на наслов на наумот. Pink Floyd го има. Го имаат Pink Floyd, така. Го имаат многу бендови. Рок сцената, мислам, како да кажам, може би сите ние треба малку поинаку да гледаме на музиката. Не на металот, генерално на музиката. Ако имаме став во било кој музички правец, тогаш ќе имаме секогаш јасна граница што е бунт, што не е бунт. Не може Шакира да биде бунт. Не може, неам појма, Цеца да биде бунт. Ама во време кога ваму нема јавен збор, а овие има цела музичка индустрија за себе, што сакаат прават и капитал. Што сакаат прават. А тоа ние особено на Балканот го живееме тој филм. Значи кога стигна тој некаков, тоа не е ни шунт, не знам ни како да го наречам, кога стигна тој да биде водилка за некакви вредности, што да правиме понатака? Ние тука можеме слободно да зборуваме за таткото на куклите или за господарот на куклите или Master of the Puppets. Кога ти ќе собереш 20-30 луѓе пред една таква креатура како што се Цеца Карлеуша и слични и ќе паѓаат во трансови од некакви уживање од таа музика, дискусијата веќе е одамна заборавена. Да. Мене тоа ми е многу, ја често, ајде да го вратиме назад муаветот. Ајде. На почетоците на МК Метал. Значи, кога, не знам, сме биле, кој средно, кој факултет. Самиот град, еве за Скопје, не треба да збориме за цел свет. Скопје живееше на улица. Јас сум израснат на улица. И ден денес, ако треба да излезам, многу ми е по-мило и по-природно искрено да бидам надвор, отколку да се затворам било каде. Дали кафич, кафана, не е ни важно тоа. Имаше еден вид социализација, што значи можност. Тогаш јавниот збор беше тоа. Фанзин и личен контакт со луѓе. Или некаков настан, некаква активност, па да се соберат луѓе да комуницираат, да дискутираат. И тогаш, не викам не, и тогаш имало ултра смешни дискусии, особено меѓу металци. Нешто што ја не можам ни ден денес да си го простам. Може би и затоа вака и кој личност сум се поизолиран од настани. Зашо во метал изнавлегува, особено кај нас, не е тоа дека е многу поразлично по светот, работи кои што ни припаѓаат. Ги спомна ти. Национализам. Национализмот е одамна влезен на големи врати кај нас. Политиката некако што јас ја поимам, него партиската политика. Еве има еден, не знам дали го имам, али споделено со некој тоа, веројатно со блиски пријатели. Тоа го приметив особено, не знам, после, откако ја направив профил на Facebook. Тоа беше 2012. И се тогаш на власт беа ВМРО. Кога е ВМРО на власт, пошто нели, сакал неќел на Facebook, следиш на таймлайн што се случува. Сакал неќел, само да го разлистиш, безцелно да го разлистиш. Ке ти даде доволно податоци. Во период, еве кај нас, кога се ВМРО на власт, металци постираат само музика и ништо поише.
кога се СДСМ на власт, тогаш имаш као некаков бонд, не знам, припад нација ќе ни зема, држава ќе ни земат, бла, 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 и сето тоа поддржано со некоја си песна од некој метал бенд, што е погнасно нешто, не може да се деси. Никад не бил тоа метал. И не металот, него музиката генерално. Ја не знам, освен етно музики, да се појавил рок, блуз, джез, хард рок, метал, панк, како некаква етно естетика. Апсолутно не. Отпорот кон моќта е генерален, глобален. А под моќ треба да си дефинираме што знае, што значи држава, партии, корпорации, банки, и религиозни институции. Тоа никако не сме да се остави на страна. Сега ова со религиозните институции како да кажеме, жежок костен, но на овој канал не се одбиваат такви жешки костени и се дискутирало за тие идеи. Многу пати мене ме прозивале за сатанизам и слични работи и сум размислувал што повеќе се објаснувам, толку повеќе од луѓето мислат, се убедуваат во сопствените мислења. Ќе ми дозволиш да го искажам своето мислење дека религиозните институции се дел од системот и дека се дел од системот на контрола и дека преку нив најмногу се контролира, особено тој бунтовнички дух, затоа што се држи човечкиот дух во некаква покорност, стравопочитување, покорност и очекување на награда таму некаде на другата страна. И како што, нели, се абсурдни ветувањата, нели, за рај кои што го имаат муслиманите, дека ако извршат некако дел во име на Аллах ќе ги чекаат 20 или 30 колку беа таму девици во рајот и дека не знам што. Сите други, значи слични религиозни ветувања кои што го отапуваат делувањето на овој свет се подеднакво легитимна цел на интелигентна критика, би рекол јас. Како металот тоа го прави кон религијата и религиозните институции? Ја лично ги делам на две групи метал бендовите. Оние кои што имаат стварно издржана некаква антирелигиски набои, некаква критика, и оние другите кај што по дефолт се смета дека сатанистичките бендови, апсолутно, критиката е тој поларитет, знаеш, крстот. Ама па тоа ми е смешно да, бидејќи, ајде, ја не сум стручен за сатанизам, нямам доволно читано, не ме интересира на крај крајот. Кој е поларитетот? Бог и ѓаволот, така? И сега ние сме на еднава страна, ја критикуваме оваа, не сваќаме овој шо прави тука. Тој е неподложен на никаква критика. Или тој ја нуди апсолутната слобода за разлика од каноните на овој, не сваќајќи дека и овој има собствени канони. Па имаме сатанистички цркви колку по светот, така? Така. И таму ти почнеш, не знам, како ваму што си клисар ѓакон, и таму одиш, си растеш во хиерархијата. У наводници као ти тежи зборот повеќе. Имаме сатанистичка, има сатанистичка Библија. Да, Антон Лавеј има напишано. Ето, да. Мислам, апсолутно, не ми е тоа смешно и тоа не можем никако да го... Абсурдот, Алек, тука е дека најголемиот дел од оние кои што се декларираат себе за сатанисти се всушност разочарани христијани, затоа што наративот е христијанството наопаку. Значи крстот наопаку, така. молитвите наопаку, наместо бахнување, плјукање и слични работи, што значи јас ова го тврдам неодговорно, луѓе кои што сакаат да се занимаваат со тоа, нека земат, нека истражуваат, дека класичен сатанист е разочаран христијанин. Се сложувам, тука стварно нема што да додам. Да, многу добро го срочи. Ја ако го објаснував ќе траеш уште 1 сат. Оле вака што ти го кажа, да, супер.
Така, јас значи не би губил многу време во во губење во овие објаснување. Во некоја наредна прилика, ако имаме значи подкаст во живо, и ако гледачите сакаат повеќе објаснување, ќе се задржиме на тоа. Се би сакал малку за формите на метал изразување. Кога збориме метал, тоа е многу генеричко. Дали хеви металот е првата метал форма? Веројатно као наследник на хард рокот. Ама глеј, Underground of the underground. Која страна ги од страна енциклопедиски знаења, пак се враќаме на Бог. Имаше еден документарец. Сиромашни индустријски места со мака, со став. Рони Джеймс исто. И сега имаш во истиот документарец, као овие зборат за почетоците, па после имаш втора клапа бендови, почеток на 90-ти, почеток на дет метал, ширењето блек метал, ваму таму, и имаш некои фаци кои што се онака се. Благе везани имаш озборот. Значи, тука веќе се гледа дека веројатно во 90-тите настапува комерцијализација? Да, комерцијализација, индустријата и металот да биде само обична естетика и ништо повеќе. Значи, се губи контактот со изворот. Зошто е воопшто појавен? Не знам, еве, мислам дека Брус Дикинсон има зборено за првите нивни концерти. Која свиреле, не знам, за 2 фунти у бар. Тоа денес е апсолутно незамисливо. Дури да ги трнеме нив као познати звезди кои што се сега милионери и не треба да се изземаат од одговорност. Так. Бидејќи и заради таквите мега гига бендови постојат паразити као што се капиталистичките издавачки куќи и самите они се магнати, имаат фирми, компании, пичку материно. Они веќе имаат изгубено контактот со таа нивна реалност, а се уште вергла у тоа. Нешто направија само спектакл, она Дебор што го пишува. Најобичен производ. Ништо поише. И во тој квантум... Добро спакувам, да се разберем. Да, апсолутно добро. Не, тоа е... И сега имаш ти изворен метал и после така некој казано кој што не се знае што се прави, а тука е тој период кога влегува, ќе го дообјаснам капитализмот со издавачките куќи, кој што филтрира, нели, пар големи фаци, овие други сањаат да бидат тоа. И тука веќе ти немаш контакт со никаков андерграунд, со никаков бунт, со никаква емоција, веќе тоа е најобичен бизнис.
во моментот кога станува најобичен бизнис, ја немам веќе што да разговарам, ни да мислам за тоа, ни да го прифаќам како таков. Тоа веќе изгубило секаква суштина. Наместо да си се продолжи оној локалниот контекст. Еве ја ќе кажам, сум гледал пар големи бендови. Сум свирел во бендови, сум свирел и пред 5 луѓе, сум свирел и пред 500 луѓе. Енергијата на малите свирки апсолутно е незаменлива. Тоа може често и да се најде и по интервјуа со големи фаци, од големи бендови, кои што се уште тврдат као боле да свирам у клуб, него на фестивал пред не знам колку илјади луѓе. Затоа што тоа е веќе, ти таму на работа идеш, не идеш да споделиш енергија. А моите најдобри свирки, кај што ја не сум свирал, него сум одел да гледам, се мали свирки. Една од најболи свирки моја е еден германски треш бенд, Реактори се викаат, свира во Скопје, Ифо и Тате, Фак Йога, како издавачи ги донесоа, свира во гаража. Картата беше добротворен прилог. И са идеме 20 души, у гаража е концертот, се отварат врати и бендот свири. Од Германија дошли. Мислам на турнеја бе. Ненормална енергија. Значи тие 20 луѓе до тебе ги чувствуваш. А они се така, по мене доста поангажиран бенд. Спотоите нивни се правени со мобилен телефон и со што нашле камера од каде. Ама успеваат да ја доловат поентата што сакаат да ја кажат. И со тие такви бендови најчесто ќе заврши концертот, ќе размениш мислења, може некад ќе се скараш, јеби га ставови се. Тоа е живот, тоа е приказната. Не е приказната да отидам ја, не знам, универзална сала, да искочи звездата, да си ги заработи парите, они позадина, и после да идеме ние да платиме, како се викаше тоа, заборев, да платиш за да се сликаш со звездата. Шо е тоа ако не е бизнес? Кај гледаме тука метал, кај гледаме некаков став, ние стварно денешниот метал не можем да го исперципирам. Ако дозволиш сега, би се вратил назад, кај тој казанот што го рековме, разликата меѓу изворниот и овие горе, корпорациите као Металика, Мегадет, Iron Maiden, више не знам и кои се. А другата генерација бендови, која што беше измеѓу нив, негде од средина на 90-ти, кои што ние, нели, сега тука ги слушавме, и за нас тоа биле големи бендови, пошто купуваш CD, каква заедница овде. Купуваш пиратски изданија, или симнуеш од интернет, не знам, си чул In Flames, Arch Enemy, немам поима, Carcass, Napalm Death, и со тоа се имиња. Иако, да, Napalm Death беа тука 96-та, а и беа некоја година на The Fest у Дојран. И тие бендови во тој период свиреа и издаваа, меѓутоа не живеа од тоа. И според мене, сите тие бендови издадоа серија монументални албуми, и музички, и визуелно, збориме и за уметничкиот израз на самите омоти, спотови баш у тој период и немаше многу, пошто нема кинта. Текстови ненормални. Дел од тие бендови беа предводни, Мешуга исто би ги спомнал. Дел од тие бендови започнаа жанрови сами по себе. At the Gates, кога го извадија Slaughter of the Soul, ако не се лажам 96-та, после нив се роди еден цел нов бран на мелодичен deathcore, мелодичен death metal, hardcore, некои такви мешавини, на бендови кои што и тука имаше таков бран, личеа еден на друг. Значи, ако ти си го слушал Slaughter of the Soul, апсолутно знаеш што ќе чуеш ако слушаш повеќе од 2 минути од вакви бендови. Најчесто кај тие бендови кои што излегуваа од овие изворниве, го читаш текстот, слушаш, некако не ти се лепат. Некако си викаш, ова е правено музички само. Ова е правено да се потроши време, да се проба да се влезе у таа индустрија и да се стане, условно кажано, славен. Иако денес слава веќе, освен оние што ги спомнавме, корпорациите, нема. Такво нешто не постои. И оставија
Креатор, веројатно. Претпоставам дека ги знаеш. Да. Ја не знам како у саат и кусур време не ми текна да ги спомнам, но се еден од позначајните бендови. Мислам дека еден од најполитичките бендови у метал сцена. Се додека Креатор функционираше како што функционираше, додека не влезе јако у таа музичка индустрија со умисла влагаме за да живееме од Креатор. Бидејќи они претходно свиреа 20-30 години, не живееа, тоа мора да работат и други работи. Во моментот кога станаа дел од машинеријата, а тоа во нивно време значеше веќе бендови не можат да живеат од продажба на изданија, од тоа нема екзистенција, мораат да идат постојано на турнеја. Кога си постојано на турнеја, ти немаш контакт прво со себе си за да направиш нова музика. За да размислиш нешто околу нови текстови, нов пристап. Од тој момент, значи, Coma of Souls беше некаква као запнаа тука, излезе Violent Revolution 2001 или 2 или 2000, немам појма. Тоа за мене беше шизофрено револуционерно. И во текст, а малце и неколку чекори повисоко од претходните албуми. Од после него натака, со Enemy of God, како влегоа во таа индустрија за да екзистираат од тоа, они почнаа само да прават, само рециклажа, звукот е цело време из песните, веќе можеш да ги нагаѓаш, текстовите се се побледи и побледи пароли. Така што, ако сакаме, не дека ова е канон, него ја не можам поинаку да го гледам метал. Ако сакаме квалитетен метал, мораме да направиме прво граница. Дали ние што влагаме у метал како конзументи, не знам, има луѓе новинари, има гитаристи, бендови, све. Што сакаме да направиме? Ние го имавме и тука, тие неколку наши генерации бендови. Имаше луѓе кои што вика, брат, веќе нема смисла, нема зашто да свирам. Што му кажеш тоа, ти не требало никад ни да почнеш да свириш. Не ми треба никаков економски фидбек. Јас свирам од дете, не знам колку бендови сум свирал. Никад тоа не е правено за пари. Ќе кажам, луѓе што ме познаваат од тој период, најмногу пари што земал бенд во кој што јас сум свирал е бенд од Mindfist, кај што бевме 5 луѓе, добивме 2500 денари. Тоа е најмногу што сме земале од концерт. Претходно рекордот го држевме со Nihilist, мислам дека 1300 денари. И сега, кога би се вратил да свирам, не ме занимаат ни издавачи, не ме занимаат ни пари. Бидејќи тоа бреме што го носам на себе од тие поминати години свирење, се повеќе ми тежи, ме заробува како личност да се изразам. Изразот ми е потребен. Ако јас во старт влегувам во идејата, со поента чека сега ќе бркаме издавачи, готово. За мене таа борба е изгубена. Според мене, такви луѓе никад не може да направат нешто квалитетно и нешто што ќе остане. Знаеш, ти денеска ќе се врат, уствари го почетме муабетот со Black Sabbath, така? Так. Ја не знам човек што нема да се врати на првиот и на вториот албум нивни. Пошто се значајни. Кој би се вратил, нека каже некој таков монументален албум и по текст и по музика, излезен лани годинава пред 5 или 10 години. Или пред 20 години. На прсти можам да ги бројам, а бендови има милиони. Има една ситуација во која што се појавуваат и хитови, се појавуваат нови песни без разлика во кој жанр да е. За жанровите или генерално? Генерално, имаат краток здив. Едноставно, буквално бендовите имаат потреба или изведувачите имаат потреба да создаваат постојано нови работи за да се одржат актуелни. Да. Значи, не можат 12 месеци да останат актуелни со еден албум, со една песна, туку мора да се, народски кажано, се штанцаат. За да, новитетот па буди некаква
некаков интерес. Јас ќе кажам нешто и лично и видеава на YouTube. Значи не може публиката да издржи со концентрација од едно видео до друго ако има размак од 7 дена. Губи интерес, значи едноставно не се одржува видеото актуелно една недела и затоа се актуелни оние подкасти кои што секоја вечер во толку и толку саатот како 2-3 сати емисија се зборува буквално за истите работи, ама тоа го одржува интересот. Вака кога ќе се бара квалитетна содржина на подолг период, значи со размак помеѓу видеата, тогаш се губи интерес. Веројатно тоа е мој впечаток дека е производ на времето во кое што се што е подолго од 60 секунди е долго. Апсолутно, да, тука ќе се сложам со тоа што е истото би важело и за металот, за тоа што не би можел да го преќутам ова што го кажа, дека е така, а да не навлезам у причините заради кои што е таква ситуација. Слободно. Хиперпродукција, капитализам, зашо тие генераторите на содржини, мораш да генерираш цело време содржина ако си решил да живееш на пример од канал, немам појма. Или викаш чекам да направам 100.000 или не знам, ја не ги знам правилата како е да живееш од YouTube, луѓе што го прават, тоа го знаат. И нон-стоп се сервира. Од друга страна, конзументот нема критичка мисла. И тука не металот, а метал, да збориме за која култура исто е. Не постои критичка мисла. Не постои јавен збор. Ние сите мислевме дека као нели порано беа телевизии, радија, весници, медиуми, и тоа беше јавниот збор. И сега рековме, дојде интернетот, исто и технологијата има влијание ова што правиме сега муабет. И рековме, дојде слобода, сега секој може да биде медиум. Или она што го викаше Джело Биафра од Dead Kennedys, don't hate the media, become the media. И сега сите спореди го ова, се извинувам што те прекинувам, спореди го ова. Интернетот од времето кога МК Метал се појавува како мерц канал, многумина од помладите нема ни да знаат што е тоа мерц. Каков интернет беше тој? Значи, некоја слика можевме да симнеме, симнување на видеа беше неверојатна работа. Значи, интернетот беше форуми, информација, underground простор, немаше реклами и ние почувствувавме, јас сум од тие генерации што почувствувавме дека ете го нашиот простор, ете нашата слобода. Тој интернет од тоа време, спореди го со сегашниот интернет, кој што е целиот во пранги, јас би рекол. Да, ама види, ја би го стеснил за да не отидеме така у некои општи чамче муавети, добро го спомна. Ете, преку примерот на МК Метал може да се види тоа. Тогаш МК Метал и тие луѓе околу него и сега. Сега нема луѓе околу него. Сега има луѓе што кликнале лайк, па им доаѓаат новости. Кој ќе дојде новост само ќе кликне лайк или ќе го прелиста. Кажав на почетокот. 2004 кога се појавија форумите. Не можам точната бројка, не ја знам. Сум ја знаел низ годините, но сум ја заборал. Самиот податок дека МК Метал беше затворен тип на портал. Мораш да се регистрираш за да пристапиш. Имаше неколку илјади луѓе кој денеска ќе направи юзер на некакова платформа за да дискутира за специфична област која што е метал музика. Тоа апсолутно непоимливо. Значи, тука се гледа она желба да го најдеш твојот афинитет, ако е тоа метал. Може да е, не знам, некој форум за филозофија. Денес е тоа е апсурдно да постои. Доведено е до тоа ниво. А и зашто би постоело кога никој не чита? Така. Кој ја не памтам некој да ми рекол, знаеш, оваа книга ја прочитав, па сега ти ќе се видиш со тој човек 5 пати во годината, по 10 сати ќе правиш муавет за книгата. Исто е и со музика, исто е и со филм, сите. Значи, тоа е капитализмот во брак со технологијата. Тоа се главните виновници. Значи, таму имаш ти луѓе кои што себе си се нарекуваат и се возат во филмот дека се некакви иноватори, чекај да смислам како уште да успеат да смислат како шишето со вода само да дојде од кујна и да ми се стави уста да се напие. Тоа од земањето на патот, од желбата до
реализацијата тоа веќе го немам. Имаше еден хардкор бенд, доста луѓе го знаат, бидејќи многу сега е многу славен бендот, Hatebreed се вика. Првиот нивни албум се вика Satisfaction is the Death of Desire. Она, го читаш насловот на албумот и се ти кажале. Одма ти ја прелене енергијата. Ние денеска го немаме. Ја имаме желбата, ако воопшто ја имаме, и толку. Нема задоволство, нема потрага. Како на времето, јас сеќам основно, ја сум од ерата на касетите. Меѓу првите касети што не знам како ја ископав беше еден бенд Трула коалиција од Крагуевац. Така ги знам. И немаше ништо, немаше опаковка, него само касета и на нејзе со пенкаво пишува Трула. Ми знаеш. Мислам дека беше некој панк бенд. Панк бенд, да, со феноменални текстови за тоа време. Мислам за тоа време, па и за деца од основно кои што супер пораки можат да восприемат за да размислат за некои прашања. Сега никој не гледа текстови. Апсолутно е нерелевантно. А можат да се најдат со 2 клика текстовите. Да, а порано, ја ако имав dial-up интернет, морав да чекам да дое поевтина тарифа, ноќеска од 12, да се приклучиш и да гледаш, нели, да запишеш колку минути си потрошил, за да ископираш текстови и да ги ставиш во Word, се гасиш и одма седнеш, читаш, размислуваш. Сега, да, сега се ти е. Сега можеш доктор на науки да станеш, со кликови, мислам, сериозно, ако некој го интересира. Порано мора и книги да се бара. Книги не се наоѓа. Фотокопии беа тоа. Или парчиња од книги. Еве, ја имам, например, и ден денес чувам тука книги кои што се фотокопии. Нема оригинал, од тоа време ми остана. Купување книги дојде покасно. Денес купување книги, шо? Тоа е, немам појма. Марс. Врска нема со кај што живее. Иако морам да бидам искрен конкретно со квалитетните парчиња, значи дали се тоа касети, дали се тоа книги, дали се плочи, верувај ми, но дури можеби потешко се наоѓаат сега отколку во минатото. Мислиш? Ама Да. чекај, за постари изданија збориш? Збориме за квалитетни изданија. Новите изданија се нешто што е достапно на пазарот, ама на пример имаше една книга која што ја барав и морав да ја најдам преку 300 канали во PDF ја најдов, затоа што хардкопи дури изданијата во 50 години некаде престанале да се печатат, значи цензурирана книга и таквите, а вредна книга да имање, и таквите работи се буквално по underground канали одат. Има и денес и у метал такви појави на помали издавачки куќи кои што многу филтрираат што ќе издадат. Значи треба на оној кој што е издавач ептен да му се допадне да го издаде, тоа се многу мали тиражи и стварно да тешко се наоѓаат. Од 2012 нааму преку сега пак се навраќам на МК Метал. Таа работа на МК Метал ми овозможи да стапам во контакт со куп луѓе од цел свет. Имаше една жена од Германија, one man show, кој што имаше издавачка куќа, Witcher's Brew Records се вика. Имаше феноменални изданија, дури беше заинтересирана и за наши бендови. После Minor Recordings, уствари се вика, издавачка куќа од Швајцарија, тоа се двајца браќа срби, кои што тоа си го работат баш сериозно. Нивните изданија тука ги промовиравме и сега пази го моментов. Они исто организираат фестивал, не знам сега што се случува, не сум утек, се викаше Invasion from the East. Фестивалот го патува низ бившиве Ју републики. Они ќе дојдат од Швајцарија, ќе организираат, не знам, идеме во Загреб, па идеме во Белград и го донесува овде у Скопје. Се одржа. Они ги издадоа, тој контакт одеше, нели, не преку мене сега се глорификувам, него тоа беше благодарение на МК Метал. Они го дознале како медиум и така стапивме контакт. Милан се викаше човек. Они ги издадоа на плоча Steel Temple, наш бенд, и мислам дека
на Верка им реиздадоа албум. И има некој као некаков контест, немам појма таму, кој ќе биде изгласан за најдобар албум на годината од бивши Ју Републики, тој ќе иде да свири таму и ќе му издадат албум. Дали отидоа Верка, не сеќам, ама знам дека на Верка им реиздадоа. Тие такви мали иницијативи никад нема да дојдат. Таа информација никад нема да дојде до поширок круг луѓе. Ама да, ова што го кажуваш, сепак има такви некои мали приказни кои што супер функционира. А јас се размислувам искрено дека тие такви мали, добри, искрени приказни и така и треба да останат. Зашто ако влезат во некој сосема друг бубањ, тоа све ќе се расплива. Така, и сега почна да спомнуваш некои имиња македонската сцена. Јас, кога слушав моите почетоци слушање на метал музика, значи збориме рани 90-ти, ми се чини од она што јас го паметам два бенда. Санаториум, кој што сите го знаат, и Аргус. Имаше, мислам дека Аргус пеја исклучиво на англиски, додека Санаториум пеја на македонски. Дали ми е точна информацијата дека тие се почетоците на македонската метал сцена? Битолчаниве, кажи ги. Не е важно, нек ми се смеат луѓе. Јави го, не ми текнува. Искрено, не сум го криел тоа од никој никад. Јас Санаториум едноставно не можам да ги прифатам. Може би првиот албум во општествениот контекст и времето кога е појавен, и тоа е се. Се понатака поврзано со нив ми е празна приказна. Особено знаејќи сега, знаеш, тоа е хендикепот на локалната сцена, кога ги познаш луѓето од бендовите какви се, и некогаш, за жал, ја признавам дека е тоа така кај мене, ако го знам некој лично каков човек е, тоа што го прави ми го обезвреднува заради неговите ставови. Значи, они имаа во бенд член кој што беше провамаровец, кој што лиферуваше вамаровски одјави, од друга страна има друг член кој што свиреше со друг музичар на партиски митинзи на СДСМ. А од трета страна има текстови како кажи, не знам, од овие, не им ги знам песните, јеби. Направија добри, скапи спотови кои што, ако ги гледа човек кој што не ги знае како луѓе, ќе рече, поентата е феноменална. И тоа баш такви антиполитички спотови и текстови. Меѓу тоа едноставно не ми држи вода. Ако го мислам, тоа го мислам. И го правам така. Не може сега ја да облечам металска мајца само за на спот или само за на концерт, а у приватен живот сум се знае што и како. И ја тоа не го прифаќам. Тоест, тоа е мојот проблем со локалната сцена. Познавањето на луѓето. Кои се бендовите кои што според тебе се вредни за споменување од македонската сцена? На прво место Shock Troopers. Okay. Shock Troopers, мислам дека они и така и поврзуваа една као и хардкор панк сцена со метал, феноменални текстови, феноменална музика. Не ги знам сите од бендот, пола ги знам. Нивниот бубњар свиреше со нас кратко у Mindfist. Се знаеме лично со човекот. Од пред 20 на години би ги кажал Victim Yield од Куманово. Холокауст исто од Куманово. Аргус ти ги спомнам, а Аргус не сум ги следел. Не, Аргус е стар бенд, мислам дека тогаш издадува некој албум и се заврши тука. Да. Дури тешко се наоѓаат по YouTube, пошто името е специфично, излегуваат некои други резултати и многу тешко се најде. Исто така имаше и друга една струја од вратот надолу, Стагнатор, еден за мене феноменален бенд, и генерално тоа е тоа. Ако сега има некои нови бендови последниве години, не следам доволно. Гледаш,
пак се враќаме на истиот проблем. Немање јавност, немање јавен збор, немање место кај што ќе се, најлесно е да имам бенд, да снимам нешто и да го ставам на YouTube и да го пишам на Facebook. Тоа не се места. Не им е, за мене едноставно не е местото таму. Местото е тука, меѓу луѓе, на улица, окей, фанзините умреа, сајтови веќе нема, концерти, клубови. Концерти има, клубови, тоа е сега многу заебан проблем. Порано имаше клубчиња, со тоа што порано можеше буквално да отидеш, ние сме правиле така свирки, да ти ослободат простор, ти да си донесеш опрема, брки си работи што сакаш. Ама пак, и ја имаме, ја така е нарекувам, сцената под плочник, тоа е позади црква, онде меѓу зградите, подземните гаражи. Тоа е за мене еден автономен свет за себе. Значи, таму имаше дури изложба. Не само концерти. По принципот исто. Отвараш врата од гаража, доаѓаат луѓе, се дешава концерт. Не ни треба голема бина, не ни треба скапа опрема. Ако имаш нешто искрено да го споделиш, ќе го споделиш на крај крајва, болje да ме сватат 5 луѓе или 20, отколку 2000 да ме гледат по телевизија. Така сега, кажи ми за твојата работа, во кои бендови си свирил, каде свириш, ќе ставиме во делот од видеото, ќе ставиме некоја музика што ми пуштите од тоа што го работиш. Во бендови свирев до 2014-та. Значи, прв бенд негде 97-ма предпоставувам беше Серум, кој што низ годините, кој отишол, кој си заминал. 2000-та имавме прва свирка као Ригор Мортис, после тоа што некој ни кажа, ја нема в интернет, дека веќе у светот постоел таков бенд, сменивме име во Паниксија. Паниксија мислам дека некаде до 2004-та постоеше. Го имаме тоа еден лайв албум, пошто у тој период снимање у студио беше фантазија, нема каде. А и тие што ги имаше студија, ние немавме пари да си го дозволиме. Нас не беше тешко да собереме пари, да купиме дискови пластики, да испечатиме омоти, за да го издаеме. Екстремно лоша снимка, меѓутоа ете остана као у историјата со едно фино буклече со супер текстови, добра екипа. Од 2004-та јас почнав да свирам во Нихилист. Со Нихилист од 2014-та имавме 2 албуми, едно сплит издание со бенд од Србија. Mindfist дојде како паралелен бенд од 2006-2010 имавме албуми и издание. И тоа се студиски издание. Сега свирам сам за себе дома на картица. Иако искрено немам крената орација дека нема да свирам. Пак би сакал под кои услови со кои луѓе, како немам појма. Само да се случи. Сега интересното е прашањето е каква музика, кој тип на метал го слушаш ти лично, кои бендови, и ако не е метал музика, која друга музика ја слушаш? Последниве 10 години не дека не слушам метал, слушам секој ден, истражувајќи, барајќи нешто интересно, поинакво, искрено, секој ден слушам. Секој ден обавезно имам по 1 до 2 нови бендови за кои што појма немам. Меѓутоа, слушам многу друга музика што нема врска со метал. Pink Floyd не можам да ги тргнам. Purple исто, последниве 10 години и Лепи Сол доста ги слушам. Мислам, старите албуми. Так. Пет метени, не знам, Крис Реа, и затоа и преска спомнав и во тие други музички правци, кој сака да најде значење, бунт и приказна ќе си најде. Крис Реа нема шанса да не го знаеш. Го знаем. Значи, тоа е една толку интересна личност, ја немав појма на времето.
Све што знаевме порано за Крис Реа беше The Road to Hell, песната, спотот, кој што беше во некој филм со Чарли Шин. Онака се обидов, викам, ајде да слушнам и почнав да навлегувам, да читам за човекот. Мене ми е интересна приказната. Знаеш, он е човек приказна. Не знам од која година он има веќе раскрстено со издавачки куќи. Тој филм не го интересира, пари не го интересираат, кај него страст се оние стари тркачки коли од 50 години, музика и уметност, пошто слика. Пред, не знам дали 5-6 години, имаше, не знам како се нарекува тоа, пошто ја немам налетано на нешто друго такво. Некое издание, не е албум тоа, знаеш, 11 дискови, во едно као дигипак издание. И целиот артворк се негови слики. Значи, он си е буквално се сам на себе. И издавач, и музичар, и текстописец, и уметник. Целата приказна му е земена, а здравствено, човеков е распад. Пола органи му се извадени. На последните свирки што ги има, не знам, пред 10 години, 20 дури бега од темпо, од ритам, ама не, вика ке свирам до последно. Значи, тоа е дух. Не треба си металец да го правиш тоа, треба си човек кој што има што да пренесе. И кај него има политички текстови, кај него има и љубовни песни. Се разбира. Друга сцена е тоа. Ете, тој ми е една таква интересна приказна. Дорс исто слушам. У одреден период Боб Марли сум го слушал доста. Така, ова на некој начин се потврдуваат како класиците во литературата, ова се рок класици. Да. Ама не, види, Владко, пред неколку години открив еден бенд, не знам дали, германски бенд, рок бенд е, иако во некои странски медиуми заради 2-3 албуми ги имаат стајано во хеви метал. Илој се вика бендот. Свират, можеш да замислиш, од 69-та. И се уште свират. Имаат албуми за митологија, имаат албуми и за политика. Музиката е феноменален спој на све што е излегло најдобро од рок. Има и такви некои Pink Floyd допири, има фјужн, има хард рок, све и свашта има. Се имаат по 80 и нешто години, баш ги контактирав, требаше и да правиме интервју за МК Метал. И интересното беше, ги контактирам и као овој што е гитаристот и вокалот, столбот на бендот, човеков возоточак паднал, скршил кук на 80 години и вика, сега сум болница на рехабилитација, ама обавезно да ме бараш за толку месеци, кој ќе станам, ќе правим интервју, пошто вика, спремаме и нов албум. На 80 години. Илој, така некој скриен диамант што ги открив сосема случајно. И грчки бенд, еден деца, млад бенд, Натраксас од Солун. За кој што Пецо ми кажа дека пред некоја година свирали у Куману, на некоја клубска свирка. Таква некоја атмосферска музика, многу добро. Од понови музики, сега ова веќе има допир со метал до негде, ти ги препорачувам. Бендот се вика Тарот од Австралија. Ги знаеш? Не ги знам, ќе се запишам. Така, значи нешто као малце на кај Black Sabbath удира и стонер, ама имаат онаков изворен звук, не е модерен звукот, не е лицкан, не е продукцијата шминкано правена, ко да си пуштил Black Sabbath. Тука би го завршил тој дел и цел ден да седиме, малку ќе биде време за муаветов, пошто сега спомнав продукцијата, а тоа ми е една од најголемите болки поврзани со метал. Исто, мислам дека падот на металот, сега некој ќе рече дека каков шо збори овој, која имаш метал на клик. Имаш метал, ама немаш тоа што треба да биде. Продукцијата. Во моментот кога продукцијата, као технолошко достигнување,
стана услов, тоа е уште еден од факторите заради кои што почна да паѓа квалитетот на метал. И после се изродија доста генерации бендови, чисто фокус, имам запознаено лично е бенд од Шведска, со кој што правев интервју за МК Метал, ама баш тогаш падна сајтот и стигна покасно интервјуто и не го објавивме. Кога чув бендов, се излажев. Звукот ме привлече, реков, во е ненормално добро за мене. Читам текстови, знаеш, нешто не ми штима, тука не ми лепи приказнал. Ко читам интервјуто, луѓево нема никаква врска со метал. Нив само им се допаѓало металот како звучна естетика. И рекле ке свириме ова. Такви бендови имаше еден куп. Бенд кој што нема никаква позадина, никаква суштина, никаков став, само ги интересира звучниот дисплеј. И тоа е све. Има и ветерански бендови кои што свиреле, не знам, 10-20 години, па доаѓаат до моментот кога за ти да бидеш дел од музичката индустрија, да можеш да пратиш на издавач своја снимка за да ја продолжиш приказната таму, мора да имаш тешко стандардизиран измиксан албум. И целата енергија на луѓето отиде таму. Затвори се у студио, налицкај го, направи го колку што е можно подобро, за да искокетираш на индустријава да ти издаде албум. Значи, ние испаѓа цело време, па тука го е оној бунт што фали. Не ни требате. Сам ќе го издам. Или underground издавач ќе ми го издаде. Ако сакам да го направам, ќе го направам. Смешно е да кажам, нема да издадам албум, зашто нема да ми го издаде тој и тој. Мислам, тоа е лажење право на себе си. Или сега имам бенд, има и кај нас имало такви бендови, кои што снимаат албум, не им се свиѓа снименото, бидејќи во тој период нашата опрема се разликувала од опремата по светот, од стандардите што ги има музичката индустрија, кои што ние не можеме да ги постигнеме. И викаат, чекава да го преснимаме, да го премиксаме, па да пратиме ваму, па да пратиме та. Во целиот тој процес на као, ај пак од ново, бендовите се распаѓаат. Тука гледаш веќе од старт дека немало ништо овде позадина. Еве има, ќе го кажам јавно. Ќе кажам еден таков бенд јавно. Chromatic Point. Chromatic Point, кога се појави, огромен дел од публикава и металска, ама и не металска, бидејќи вметна и етно елементи, успеа да стигнат до поширока публика. Апсолутно неспорно, дека според мене беа феноменални музичари. Меѓутоа, имаше нешто што фалеше. Плюс, кај мене угла првиот минус е тој. Етно, метал, не. А второ, гледав некој интервју, као ние пробуваме да излеземе во светот, па некој голем музичар ваму таму, издадува, мислам, еден или два албуми, толку е. Сега луѓе свират, како што многу луѓе свират. Некој од бендот останал со страст за музиката, па прави сам. Снима на картица, си снима спот, си снима све и свашта. Тука се гледа дека тој влегол во музиката со некаква приказна. Другиве, некој од нив се тезга бендови. Добро, во тој контекст Butterfly Temple исто има убав израз користејќи етно моменти, значи не може априори да отфрламе. Не, јас отфрлам, знае зашто? Зашто кај овде живеам. Локален ми е бендот. Ја знам позадината. Заради таа као промоција на Македонија и на македонската етнокултура. Не ме заебавај. Од кога тоа металот бил средство за промовирање на некаква етнокултура. Има бендови кои што го прават тоа, не викам не, ама на нив не им е фокусот, еве, едни шпанци сега брзо ги открив, дет метал свират, дури брутален дет метал со фламенко елементи. Јас кога ќе дознам некој бенд, одма барам интервју да видам што размислуваат, какви се луѓе. Не е поентата, вика, промоција на фламенкото, цел свет знае што е фламенко. Туку јас како музичар, така ми доаѓа да се изразам, а и ми бил интересен миксот, бидејќи на тоа фламенко, кога ќе му ставам дисторзија и поагресивен
звук станува метал. Тоа е исто случај со многу класична музика. Има еден куп фаци по YouTube кои што ги присвируваат, не знам, Бетовен или не знам кој и звучи метал. Значи, всушност тоа е клучот на успехот на мојот омилен тренд во метал музиката, тоа е симфоник, готик симфоник метал. Да. Па да, ама види, готик симфоник не е, како да кажам, не е етно-related. Добро реков, Butterfly Temple е етно-related, ама не е промоција на Русија, туку е... Да, тоа е оно што ти го зборам. Значи, сега, Лепи Сол го правеа. Мислам, таа целата наша стара рок сцена го правеше тоа, па имаше... Може малце навлеземе ова? Малце. Може, слободно. Литко. Во Мизар знаеме дека беше и Вртев, така? Да, извесен период беше и тој. Да. И у тој период, он сам го кажува тоа интервју, меѓутоа сега, после 250 години, као него не му се допаѓало, баш тој, народното, етното, демек, дајде идеме кон нешто по-прогресивно. А од друга страна, и добар дел од текстовите негови у Архангел се баш тој, таа етно жичка. Тој локален овде контекст. А после па да не, пак се исклучи камерава. Па веројатно тоа е и повторно локален клуч за успех, Алек, не ви знаат. Локален клуч, да, се сложувам. Нешто околу кое што луѓето го препознаваат. Така, Лепи Сол се стварно носачи на тој дух. Еви имаше некој интервју на Перока ми каза од меморија кога го барал својот собствен израз и кај што демек нешто джез, етно джез и му рекол некој во Србија, му рекол тоа Владко Стефановски добро го прави, батали најди си друг израз. И демек сега панкот е во мода 80 години, или панкот е во мода, пробај со панк. Да. Панк па и таа некоја лигава рок сцена што имаше во Југославија. Мислам, ние не сме ја утнале, веројатно нема да ја утнат и многу генерации после нас. Кој што сакал неќел ќе помине покрај некој угостителски објект, ќе чуе нешто од пред 40 години, што нема благе везе, а упорно се фура. Пази, ја не правам многу голема разлика, прес ќе ги спомнам. Меѓу Турбо Фолк и Цеца и не знам Плави оркестар или не знам си какви смешни бендови од тој период. Тоа е урнебесно. Ама ете, јеби га. Јас ги нарекувам бендови за полуматура, постојано истите песни за сите полуматури се свират тогаш. Ајде сега околу твојот проект МК Метал, значи ти го водиш сега страната на Facebook, така и кога е планирано да се врати повторно сајтот МК Метал? Искрено не знам. Знам дека 500 работи на верзија. Едно време стигна као и до прикрај, меѓутоа е премногу зафатен човеков. Значи, ова го кажувам некако оправдање, стварно го разбирам, знам каква позиција е, и буквално многу малку време му останува да го доврши. Имаше големи планови за да има сајтот и бази на македонски бендови, ако ништо друго, да остане нешто на веб од овде. Не збориме за актуелни, него и за поранешни бендови. А технички не би знаел, немам долно знаење, тоа ти го објаснам како ќе изгледа. Имавме идеја и за радио, онакво онлайн, кој ќе го отвориш МК Метал, да си фураат македонски изданија и пристап до секој, да не мора тоа да биде централизиран начин, и ја или Пецо да објавуваме содржина. Имаш бенд, имаш снимка, слободно логирај се и прикачи си. Знаеш, да се врати тој некаков дух што го имаше порано на заедница. Или ако ништо друго, чисто да изекспериментираме дали тоа би му значило на некој. Зашто во тој период од 12 до 21 ностоп пишуваа луѓе. Еј, ние сме тие, имаме нова, дали би објавиле, како не обавезно. Мислам дека имамо, ќе излажев,
ќе речев дека мислам дека никој немам одбиено, имам одбиено. Еден бенд, мислам, беше од Битола, не сеќам како се вика, ми се представија, меѓутоа нацистички бенд. Black Metal. И реков, извинете, тоа тука, јок. Иако доста јам размислувано за таа линија, каде да се направи. Не можеш секогаш да знаеш кој каков човек. А би било фино, ја би сакал тоа да биде експлицитно. Не објавуваме нацистички бендови и готово. Одлично. Алек, јас ти благодарам за ова убав муабет. Се надевам нема да биде единствен и се надевам дека многу луѓе ќе откријат многу работи за оваа музика преку имињата, преку стиловите што ги спомнавме. Фала ти што ме покани. Останаа уште доста ствари некажани. Да, може ќе има некоја друга прилика. Ама она ќе треба добро да го систематизираме, за да не скокаме. Што повеќе работи да се кажат во недостигот на јавен збор. Мислам, со тоа почнавме, ева и со тоа, као еден swan song да го завршиме. Луѓе, размислете дека не постои јавен збор. Facebook, личен Facebook, објавување статуси, социјални мрежи, не е тоа јавен збор. Немаме дискусија за ништо. Апсолутно. Имаме само лиферување информации за настани. Тоа е се. Тоа е жално. Поздрав. Поздрав.